Ново видео интервју на Република телевизија, овој пат со Стефчо Екимовски, председател на партијата ГРОМ. Добре дојдовте во Република ТВ. На почетокот би ве прашал, според новите правила од изборниот законник, во него се предвидува дека секоја партија ќе има јавна бесплатна презентација според остварениот успех на минатите избори. Каде се тука новите партии? Па, тука гледате, како да кажам, некоректниот однос и плачковската навика на Социјалдемократскиот сојуз. Тие плачеа, ама плачеа за предноста на власта во однос на опозицијата, а нигде сега не зборуваат за предноста на опозицијата во однос на новите политички партии кои што не учествувале на претходните парламентарни избори. Што сака Социјалдемократскиот сојуз да каже? Дека ГРОМ не постои, дека ГРОМ нема да има пратеници, дека ГРОМ нема рейтинг. Каде е тука коректноста и реалноста на Социјалдемократскиот сојуз кога настапуваше и кога цело време плачеше за новиот изборен законник, во кој што е направен потеркот како Социјалдемократскиот сојуз сака, така е направен тој изборен законник. И по која логика политичките партии кои што не учествувале на претходните парламентарни избори немаат правична застапеност во презентацијата, односно за информирање на граѓаните на јавниот радиодифузен сервис. Значи тоа е апсолутно некоректно. Од каде знаеме дека Социјалдемократскиот сојуз ќе земе пратеници? Што ако не замени еден? Значи ние на секои нови избори ние стартуваме од нула и нигде не пишува дека Социјалдемократскиот сојуз задолжително ќе земе избори. Второ, ние како политички партии исто така немаме членови на избирачките одбори. Значи може да имаме само посматрачи, немаме членови на избирачки одбори. Значи сета борба што ја правеа да тие остварат некоја предност во однос на власта, но во исто време и на партиите кои што сега се појавуваат на политичката сцена, што е крајно некоректно и се гледа дека како тие отприлика се однесуваат кон оние партии за кои што тие се сметаат дека се, барем во нивната глава сметаат дека се посилни. Следуваат председателски избори, а вие зборувате за парламентарни избори. Па, ајде прво за председателските, оние што се известни. Ќе кандидира ли партијата свој кандидат или пак ќе подржи на некоја друга партија? Немаме намера да подржуваме туѓи кандидати. Ние сакаме да кандидираме свој председателски кандидат. Партијата има капацитет да собере подписи, впрочем јавноста, па и тие кои што не перцепираат во новиот изборен законник. Со тоа што партијата ќе собере 10.000 подписи за својот кандидат, ќе биде јасно дали партијата има сила или нема сила, затоа што оно што нема сила не може да собере ни 10.000 подписи, што значи дека ние ќе имаме свој кандидат. Ја спомнавте силата, значи колку вие членството, во кои делови би сте најактивни? Особено морам да кажам дека ГРОМ веќе има над 20.000 членови. Можете да видите пред една недела како ГРОМ скоро 3.000 млади, значи претесна беше универзалната сала да ги прими и маршот што го правевме по улицата Партизанска, тоа јасно покажува колку луѓе, особено млади луѓе се приклучуваат кон оваа партија. Ние сметаме дека до изборите ќе имаме над 25.000 членови, што е сосема доволно да го покриеме целиот терен низ Република Македонија. Што значи тоа? Во евентуални предвремени избори, колку пратеници тогаш очекувате? Нашето се што ќе земе над 5 пратеника за нас е успех, имајќи во предвид дека ГРОМ е формиран на 28 септември. И се што ќе земе под 5 пратеника за нас тоа ќе биде неуспех. Значи нашето очекување се дека ГРОМ ќе има од 5 па нагоре пратеници. Се наметнува прашањето при превремени евентуални избори, со кого би коалицирале? Предизборна коалиција нема да има со големите партии со никој, можно и се коалиции со помалите политички партии, меѓутоа со главната владеачка и главната опозициона во секој случај не можно е само постизборна коалиција. Така, во тој однос со кои од партиите пак имате најчести комуникации, со кои контактирате еве од албанските партии? Вак сега со кои евентуално понатаму нели би можеле да коалицирате? Морам да ви кажам дека можеме да коалицираме само постизборно, во зависност од тоа кои најмногу гласови ќе земе и во македонскиот блок и во албанскиот блок. А што се однесува до мене, моето мислење е дека ГРОМ е подготвен да направи предизборна коалиција и со албанска партија. Во тој случај, значи веќе имате и подготвена програма со која што ќе се представите пред граѓаните, доколку ја подготвуваме.
Така. Кои се тогаш главните пореки од вашите настапи кои што би ги порачале, кои што би ги дада? Главното што Гром сака да го порача на граѓаните е прво дека Гром ќе води политика која што ќе биде повеќе пари да има за граѓаните и за предпријатијата, помалку за владата, затоа што владата е таа која што на лесен начин заработува, но уште полесно ги троши, а тоа е со принуда, и ние имаме денеска вистински пример од каде лесно заработените пари уште полесно се трошат на нестопански инвестиции. Гром смета дека етничката стабилност е најбитна за перспективата на Македонија. Ако немаме етничка стабилност, нема да имаме политичка стабилност. Ако немаме таа политичка стабилност, тоа значи немаме ниту безбедносна, а без политичка и безбедносна стабилност Македонија не може да има економски просперитет. Затоа е Гром мултиетничка партија која што во своите редови има граѓани од различни националности, подпредседател албанец. Следната порака е Гром се залага за дескопијанизација на Република Македонија. Ние не се сложуваме со тоа што неколку стотици милиони евра се истурени на 1 квадратен километар во централното градско подрачје, дека со тие средства може многу повеќе да се направи за граѓаните кои што живеат надвор од централното од градот Скопје, и ние сметаме дека живот има секаде. Од Делчевски Звегор па до Радожда, од Лисец на Шар планина до Гевгели и така натаму. Значи ние како држава мора да обезбедиме приближно еднакви услови инфраструктурни, образовни услови за стопанисување, за култура, за спорт, за сите граѓани на Република Македонија, и дека ова е некоректно како ние целото инвестирање го правиме во градот Скопје. И ако градот Скопје е главен административен, културен, образовен, спортски и така центар, меѓутоа мора да водиме за сите граѓани во Република Македонија, затоа што ваквата миграција која што сега се случува може да не доведе во ситуација во Македонија не само што ќе имаме пусти села, туку за 15 години ќе имаме пусти градови. Отворено прашувам, колку жители денеска има Пекчево, колку има Демиркисар, колку жители има Кратово, што се случува, која е стопанската активност, кои се условите за општествена надградба на тие граѓани кои што живеат таму, кои се перспективите на тие млади луѓе што живеат во тие. Самите го наметнувате едно од двете круцијални прашања, би рекол, кога се избори во прашање, тоа е борбата со невработеноста и ставот за името. Да. Ние сметаме дека се наметна во Македонија погрешна филозофија, очекувањата на луѓето да бидат кон администрацијата, да се вработат во администрацијата и целата нивна перспектива да бидат тие 250 или 300 евра што ќе ги земат од како таа нивна административна плата. Меѓутоа, администрацијата има ограничени капацитети, таа не може неограничено да се шири. Гром смета дека перспективите на граѓаните мора да бидат во приватниот сектор. Тој има неограничени можности за ширење. Второ, сметаме дека треба да се поддржува и поттикнува претпримачкиот дух на граѓаните. Да младите луѓе бидат тие кои што ќе создаваат доход и ќе вработуваат луѓе, да не чекаат да бидат вработувани. Сметаме со една релаксирана монетарна кредитна политика, релаксирана даночна политика, со намалување на буџетските расходи ќе останат многу повеќе средства кај предпријатијата, кај предприемачите, кои што средства ќе се вложат не само за проста, туку и проширена репродукција, со што ќе се отварат нови работни места, ќе се освојуваат нови пазари, ќе се вложува во маркетинг и така натаму. Сегашниот концепт кој во Република Македонија сите пари да бидат кај владата и да се врши редистрибуирање на средствата, владата да го врши, кој што го врши нормално. Не само ова, било која влада, кога има многу пари, таа на несоодветен начин врши редистрибуција на таквите средства и автоматски се става олово на нозете на стопанството, се јавува неликвидност, тешко може да ги одржува производствените процеси или да ги дават услугите кои што ги дават и нормално се затвараат работни места. Што значи дека во тој дел мора сериозни корекции да имаме на монетарно-кредитната, на фискалната политика, на буџетската политика, на поттикнувањето на предприемаштвото, тоа се основните услови за да заживее економијата во Македонија. Одлично. Имате план за сето? Апсолутно имаме и во делот на земјоделието. Ние, морам да ви кажам, 2006 година земјоделието учествуваше со 11,3% во брутоопштествениот производ. Денеска учествува 9,3%. А секоја година кажуваме дека вложуваме по 140 милиона евра во земјоделието. Не може стимулациите и дотациите да бидат единствена политика во делот на земјоделието. Тоа покажува дека или тие пари не се толку дадени, или отишле, завршиле во несоодветни раце во делот на земјоделието. Ние сметаме дека стимулациите и субвенциите треба да придонесат да земјоделецот му поевтини производството, да има повеќе профит, но ние кои што не сме земјоделци да имаме поевтина храна
на трапезите и во исто време нашите земјоделски производи да бидат поконкурентни на европските и на светските пазари. Затоа сметаме дека вистинска политика ќе биде ако земјоделците имаат нафта без данок и акциза. Ако семенскиот материјал биде без данок, ако ѓубривата, пестицидите бидат без данок, ако не плаќаат воден надоместок и ако не се наплаќа данок на доходот од земјоделието, затоа што сметаме дека таа е ниско акумулативна гранка и сметаме дека од бува лој не треба да вадиме, а тоа е лој што го вадиме од земјоделците. Ставот за името, тоа беше второто прашање од круцијалните кои што се. Нашиот став за името е јасен. Не прифаќаме промена на името и заговарањето на премиерот за референдум и тоа не го одобруваме затоа што Македонија на референдум не добила име. Тоа не е исконско име кое што ни припаѓа од давнина и прашањето е наше на кој референдум ние го добивме името и има ли логика ние на референдум да го потврдуваме или пак да го даваме. Македонија доволно направи во спорот со името со Грција што го смени уставот и се откажавме од нашата поддршка на нашето национално малцинство во соседните земји. Направивме отстапка со тоа што го сменивме знамето, го тргнавме знамето од Виргина и ова знаме, да се подсетиме, знаме од Грчев. Не ова наше, од милениуми знаме. И третата работа го добивме спорот на Меѓународниот суд во Хаг. На оној суд кој што го финансира Европската заедница и кој што го формирала тој суд токму да дели правда во вакви спорови меѓу земји, меѓу народи и така натаму. И ние сметаме дека не треба да бидеме и натаму тврдокорни, треба да покажеме позитивна енергија. Таа позитивна енергија треба да биде за сите Република Македонија, а со Грција треба да се договориме за тоа како Грција ќе насловува во меѓусебната комуникација, зашто 137 земји не признаа подуставно име, вклучувајќи и Америка и Русија, и мислам дека доволно отстапки направи Република Македонија, но еве во меѓусебната комуникација, ако е проблем во тој случај, треба да се договориме како тие ќе насловуваат, а за сите останати земји останува истото име. И мислиме дека тука ние треба да се насочиме кон нашата дипломатија, кон лобирање кај станските држави. Вчера видовме како еден американски конгресмен сериозно зборува за проблемот и ако е брифиран од грците, вели јас или не сум доволно паметен, или не ја разбирам оваа работа, значи ова е абсурдна ситуација во делот за името, но сметам дека Македонија мора да ги елиминира сите пречки со соседите. Значи и со Србија, и со Бугарија, и со Косово, и со Грција. Значи да немаме никакви проблеми и проблемот со името да остане изолиран проблем, дури да ги негуваме добрососедските односи со Грција. Јас го поздравувам ово што беше министерот за одбрана во Грција, значи другите наши контакти што ги имаме, но името да го ставиме како една абсурдна работа која што грците создаваат проблем на меѓународна сцена. Бидејќи грците поставуваат услови, се извинувам што ве прекинувам, меѓутоа грците поставуваат услови и велат да се смени уставното име како предуслов за влез во Европската унија и НАТО. Доколку ги освоите парламентарните избори, дали би се зафатиле за еден таков чекор? Промена на уставното име за влез како замена за Европската унија и НАТО? Не. Пак сега. Сакам јасно да кажам дека Гром нема да се залага, нити ќе прифати промена на уставното име. Тука се нашите позиции апсолутно јасни и нема зашто да калкулираме со тој дел. Второ, сметаме дека ние многу повеќе треба да работиме на оние други делови. Сега веќе Венизелос не го ставува како клучен проблем името. Венизелос го ставува проблемот со нефункционалната демократија, со не знам мајскиот договор, проблемот со неслободата на медиумите и така натаму. Значи за нас македонците ни е потребно и преку потребно да имаме правда и правна држава. Ни треба да имаме безбедносен систем кој што ќе биде ги штити овие граѓани. За нас е како битно да немаме политизирано судство. За нас е да имаме ефикасна и негломазна администрација. За нас ние да имаме процедури по европски стандарди, да имаме квалитет на живот, квалитет на храна, квалитет на воздух според европски теркови. И ние ако ги исполниме сите тие услови, нема да може било кој да ни кажува дека Македонија... Добро, но тоа Венизелос ги истакнува од Брисел, велат дека сте подготвени. Велат дека вие сте подготвени. Проблем е името. Така. Сосема друго прашање ќе биде и во дипломатските кругови кога Македонија ќе ги елиминира сите останати пречки, кои што евидентно дека постојат во Република Македонија. Да се вратиме повторно на македонската политичка сцена.
тука е партијата на Бучковски. Двајцата излеговте од исто јадро, она што е на СДСМ. Можно ли е преклопување на понудата и еве како што рековте постизборно коалицирање со нив? Постои разлика. Јас излегов како победник. И јас го победи Социјалдемократскиот сојуз. Значи постои разлика измеѓу мене и господинот Бучковски. Бучковски не беше кандидиран за пратеник на парламентарните избори 2011 година. Значи во тој дел во пристапот има разлика. Второ, сакам да кажам дека не гледам со многу партии ние ќе имаме преклопување во понудата. Меѓутоа зависи како таа понуда се соопштува, зависи колку граѓаните веруваат на вашата понуда и колку се спремни да ви ја дадат довербата и колку ви имате кредибилитет во нешто го зборувате кај граѓаните и дали они веруваат дека тоа што го зборувате и вие ќе го стварите. Го споменав јадрото, СДСМ, вие долго се познавате, па очекувате ли црна кампања од нив кон вас? Јас мислам дека тие ќе немаат време да се бават со мене, дека главниот проблем нив и натаму им е Никола Груевски, не Стефче Кимовски. Гледам дека Социјалдемократскиот сојуз се обиде со неколку понуди, како заврши доста смешно, а тоа беше со враќање на средната класа, понудата да се враќа ДДВ на граѓаните и третата работа да има, не знам, недела на купување без ДДВ и така натаму. Видоа дека тоа не им дава никакви ефекти и се вратија кон критиките и црната кампања, кон практично повторно влегува во истиот терен што го има ВМРО да помене. Сакам јасно да кажам дека ГРОМ ќе води исклучиво позитивна кампања. Проектот Карпус сакаме да го пренесеме во цела Република Македонија. Тие нека напаѓаат, ние ќе кажуваме кои се нашите визии за Република Македонија. Значи, вие вашето познавање кон СДСМ нема да го искористите за црна кампања кон нив, да речеме? Не, имам јас мои размислувања за тоа што ќе се случува и како функционира Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тие не се моја грижа, тие треба да бидат грижа на нивното членство. За мене е битно да ние се наметнеме кај граѓаните како сериозна партија која што дојде на власт ќе реализира нормално ќе ги реализира своите ветувања. Споменавте дека имате чувство дека СДСМ ве копира во 2-3 наврати. Да, апсолутно, и тоа можеме да го видиме во повеќе наврати, во делови од програмата што има ГРОМ, и нам ни е драго, и зошто да не. Не само Социјалдемократскиот сојуз, ако гледа нешто добро од нашата програма, слободно нека интерпретираат. Како познавач, имајќи во предвид дека тие имаат многу поголем медиумски простор од тој медиумски простор што го има ГРОМ. И сега ние постојано ги гледаме како тие плачат, како се обструирани од медиумите, како нема доволно медиумски простор, ама уопште не ги боли да речеме ако ГРОМ има настан политички или ако има пресконференции и ако на одредени телевизии не е проследено, па дури од националниот радиодифузен овакво сервис, тоа нив општо не ги загрижува, затоа што нормално ГРОМ зема и дел од нивното гласачко тело. И изгледаме тука како тие се однесуваат, значи кон партиите кои што не се во нивниот табор, што значи дека ако е сега ВМРО на ДПМН, утре Социјалдемократскиот сојуз, тие ќе се однесуваат исто по прашањето на медиумите. Како ги толкувате последните случувања во Социјалдемократскиот сојуз во однос на препукувањата помеѓу дел од пратениците со раководството? Тука би се навратил на она како вие излеговте од СДСМ, како и Бучковски, па и Цветковски излезе од таму. Значи, никој што не се согласува со раководството добива порака дека треба да си замине. Па постои ли демократска идеја во тоа ново раководство? Или повторно е се исто колку што беше? Видите вака. Значи, навистина, СДСМ не е моја грижа. Меѓутоа, кога ми прашувам сега како експерт, не како... Па не како експерт за социјалдемократски проблеми, тоа што би требало да ме вземат за доктор, кога имат вакви проблеми. Како познаваш на работите во Социјалдемократскиот сојуз? Партија има свој проблем, таа како да има автоимуно заболување. И кога нема проблеми, и кога нема непријатели, од нигде никаде си ги создава внатре во рамките на структурата на својата партија. Па погледнете го вие ВМРО ДПМН. Во сите овие 8 години, дали излезе една внатрешна пресметка, дали излезе и еден внатрешен конфликт надвор од партијата, зашто тоа се држи све во партиските кругови. СДСМ дали е на власт, дали е опозиција,
таа меѓу себе има пресметки. Значи, тоа е резултат на дворските игри што постојат натре, оговарањата што ги има и кои што тргаат од самиот врв на партијата и се шират надоле кон членството, и нормално како резултат на тоа се создаваат анимозитети или преголеми сакања кон одредени кадри во партијата, и тоа е нормално да дојде до такви подвојувања. Моето размислување е дека Заев, Шекеринска ќе влезат во конфликт со луѓето на Бранко Црвенковски и дека следниот конфликт потоа ќе биде меѓу Шекерински и Заев. Тука ми се надоврзува уште едно од прашањата кои ги имав подготвено пред ова интервју, а тоа е: има ли партијата во овој состав капацитет да расчисти со минатото и со Црвенковски? Вие го почнавте овој дел да ми го одговарате со крајот на претходното прашање. Вак сега. Земајќи во обзир ставот кој што председателот на партијата Заев со каков пиетет говореше за времето на Црвенковски. Што сакам да ви кажам, тешко некој дека ќе може ли така лесно да расчисти со Црвенковски, тој се лаже со таа работа, затоа што во тој случај многу би останал партијата, затоа што Црвенковски има своји фанови и поддржувачи без разлика дали во партијата или пак надвор од партијата, и мислам дека ако СДСМ е подготвен за дебакл на овие избори, па дури и на наредни, тоаш може да врши такво расчистување, ако не е, тоаш ќе мора да ги голтат недите што ги сервира Црвенковски. Дали пак тоа значи дека дел од членството, високите кадри во високата политика нормално ќе прават обструкции и ќе прават бойкоти на избори во функционирањето на партијата, и тоа ќе му носи потпуна штета на социјалната. Може ли тоа да се гледа како на еден начин да се отвара место за спектакуларно враќање на Црвенковски на чело на таа партија? Што сакам јас да кажам? Ако се земат во преди сите однесувања на раководството и на членовите на партијата? Не. Јас мислам тука има спотер, односно дека се таргетира некое друго име кое што е замислено да биде председател на Социјалдемократскиот сојуз по тргањето на Заев, а кој што ќе биде човек на Црвенковски. За крај, како човек кој што е долги години во политиката, ќе има ли предвремени парламентарни избори? Како вам ви изгледа целата ситуација? Предвремените парламентарни избори се логичен след на настаните и навистина би бил политички незрел некој ако тоа не го очекува. Кога знаеме дека ВМРО-ДПМН ги прифати сите забелешки на изборниот закон на ВМРО-ДПМН, му ги изби сите адути и сега нормално дека ќе ги распише предвремените парламентарни избори. Сега па гледаме СДСМ дека бара да прво сме го пробале законот на председателските избори, да име како тој ќе функционирал, па евентуално ако нешто не му се свиѓа пак да бара корекција на него. Само сакам да кажам дека законот за избори не е производен процес па да го пробуваме. Значи, законот за избори е закон кој што е донесен со консензус, и ако и мислиме добро на оваа држава, ние не може да правиме секоја година избори. Второ, треба да ги деблокираме овие затворени политички процеси. По мене, ако ВМРО-ДПМН победи повторно на овие избори, треба да затвориме устата и да овозможиме мирен постизборен период. Ако дојде до прегрупирање на политичките сили во парламентот, нормално партијата што ќе го добие мнозинството, треба да има мирен постизборен период за да може да влече напред во развојот на државата и да граби кон евроатлантските интеграции. Ова се што правевме до сега, од 24 декември предминатата година, со блокадите, со кавгите, со расправите во парламентот, така натаму, тоа и штети на Република Македонија. И сами го отворивте прашањето. Донесувањето на изборниот законник беше донесен со консензус, по волја, со прифатени забелешки на СДСМ. Зошто тогаш во сите нивни настапи, дури и поздравните настапи, правате на отстапка како да повторно ќе се бара петно во тој закон за да може да се правдаат известни изборни... Сега се моли албанскиот блок да не прифаќа распуштање на парламентот и се оди кај дипломатите се моли тие да вршат притисок да нема избори, а јас гарантирам дека дали сега ќе се оди на избори или наредната година дека главната опозициона партија ќе пројде лошо. Дали ќе се вадат на изборниот законник затоа што така го поздравуваат со известни остапки. Во исто време сакам да им порачам дека Гром ќе биде толку силно што до наредната година ќе земе значаен колач од политичките гласови во Република Македонија, затоа што ние постоиме само 4 месеци.
ќе има уште една година за заокружување на партиската структура, за заживување на партискиот живот, за етаблирање на партијата меѓу гласачкото тело, на политичката сцена во медиумите, ќе биде сосема друга работа на наредните избори, кој ќе настапи Гром наредната година во март месец. Така да, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз се наоѓа во една многу незавидна ситуација. Ви благодарам Но, за за тоа нека размислуваат тие што ја водат партијата. Ви благодарам за учеството во Република ТВ. Благодарам. Тоа беше интервјуто со Стефчо Екимовски, председател на партијата Гром. Ви благодарам на вниманието.